И она што можеби најмногу недостига во нашите утрински содржини е секогаш спортот или успесите на нашите спортисти. На радост на сите нас, ова утро заедно со нашата Ирена, во другиот агол од студиото имаме двајца успешни млади кошаркари. Станува збор за Елвис Хот и Паоло Блажевски. Добро утро. Добро утро. На сите, добре ни дојдовте. Добро најдовме. И драго ми е што малку спорт и малку адреналин внесуваме во нашите содржини. Рече, добро утро и тебе. Добро утро, Сузе. Ти благодарам за убавата најава. Секогаш знаеш колку ми е мене лично кејф кога имаме вака млади, успешни и момци и девојки кај нас овде во студиото, кои што навистина по кој знае кој пат не прават горди. Овие момци, двајца момци заедно со нивните браќа, во изминатиот викенд донесоа сребро на Македонија на Red Bull Half Court финалето, кое што се случуваше во Дубај. Веднаш до мене е Паоло Блажевски и Елвис Хот, заедно со нивните браќа. Значи, Паоло има брат близнак Карло и Елвис има брат Амар. Четворка, славна четворка да кажам, кој што под тимот насловен како Euro Edel Holding ја го донесоа сереброто овде во Македонија на Red Bull Half Court финалето кој што се случуваше во Дубај. Момци, честитки. Благодарам. Навистина ми е кејф и чест што сте ова утро заедно со нас. Не ви беше проблем да станете рано, да дојдете овде, да стасате навреме во утринската програма. Ви посакувам уште многу успех, не направивте навистина горди. И сега би сакала за гледачите, за оние кои што можеби помалку се разбираат што значи ова Red Bull Half Court или 3 на 3, кошарка 3 на 3. Позната народски како улична кошарка или стрит баскетбол, како што потекнува од Америка. Вие сте национални победници, значи победници на Македонија, ја представувавте Македонија на овој турнир. Ајде малку да ни кажете што се случуваше викендот во Дубај. Викендот во Дубај ние отидовме таму како аутсайдери. Нормално ние Не очекувавте? Не очекувам. Ние секој имавме очекување дека ние стигнеме до финале. Ние сме така екипа, млада екипа, пониска од другите таму. Сите таму поголемо искуство има од нас. И ние како екипа си викаме зашо не бидеме ние тие што може да стигнат до финале. Сите очекуваат едно, ние очекуваме да победиме. Таква екипа сме, ние сме браќа што многу се разбираат. Иако сме нова екипа, само што се склопивме прв пат ова лето и отидовме таму, сите не гледаа како пониско. И вербата никој не можеше да ни ја земе, дека ние токму као екипа може да стигнеме волку далеко. Ние као сите длабоко во себе и тимски и индивидуално верувавме во тој успех. Вие сте, значи, вашата екипа е од четворица, значи браќа. Елвис заедно со Амар и Паоло заедно со Карло. Да кажам, четворица е нашиот тим, функционирате, се познавате, се знаевте од порано. Како дојдовте до идеја вака да направите Red Bull Half Court тим? Паоло, Карло и Амар се веќе долгогодишни пријатели и веќе и заедно завршија и средна школа, така да они многу добро се познаваат. Ја им бев као само една фигура што им требаше со некое поголемо искуство да направат нешто, некаков успех. Да. Се споивте, вежбавте, трениравте. Вие сте и прваци во Македонија, нели во овој спорт. Ајде да кажеме малку што значи ова 3 на 3 кошарка? 3 на 3 кошарка. Која е разликата меѓу клупската кошарка и оваа 3 на 3 кошарка? 3 на 3 кошарката е засебен спорт, олимписки спорт пред се, во кој имате 10 минути да постигнете 21 кош и секој, ние сме буквално се вика 3 на 3, а четворица играчи, бидејќи имате простор цело време за измена на едниот играч и за разлика од 5 на 5 спортот е многу подинамичен, побрз и побав за гледање. Значи трае 10 минути. Јас ќе ја замолам режијата, еве имаме и фотографии, имаме и видеа. Сепак додека зборуваме за она што се случуваше викендов во Дубај, убаво е и да прокоментираме. Значи сепак е 10 минути. Кој прв стаса до 21 кош. Исто има тројки, двојки.
Да. Се исто, Исто, така. Нема одмор, тајм-аут има малку Има само. еден тајм-аут, да. Секоја екипа има по еден тајм-аут, што трае 30 секунди и тоа е тоа. Времето буквално цело време тече. Тече. Како се подготвувавте за овој настап? Каде вежбавте? Па вежбавме во просториите на Кале салата. Тоа ни го овозможи Федерацијата на Македонија. Благодарни сме на тоа. Се спремавме 2 месеци. Мислам дека пошто Интензивно се спремавме, бидејќи секој засебно игра во различен клуб, 5 на 5, така да неделно еднаш, 2 пати како може, се собиравме, трениравме напорно за да докажеме нешто на светот. Да, во Македонија овој надпревар се случуваше на пролет, така, во месец јуни. Во месец јуни. Вие како шампиони на Македонија отидовте да не представувате во Дубај. Таму беа повеќе од околу 20 на држави. Ви беше ли можеби предизвик, игравте со Америка? Да, во првата такмица. И како поминавте со Америка, бидејќи се тоа потекнува од таму, од нивните улици? Ние сме први македонци што ја победиле Америка Браво. во некој си спорт, било кој. И токму во Дубај на 3 на 3, така? Така е. Како се чувствувавте после тоа? Многу среќно и исполнет. Задоволно. Недоволно. Дека баш Америка не е мала земја. Поготово во кошарката, поготово во стрит баскетбол да. или уличната кошарка, од тамо потекнува, нели? Така е. Кажете ми, потоа со кого игравте во финалето? Во финалето игравме со екипата на Египет. Доста искусна екипа. Висока екипа, долго години играат заедно и Кога мислиш, Пауло, висока екипа, момците се повисоки од вас, па и вие не сте ниски. По-физички јаки, да. Додека ние имаме двајца високи играчи, он има као еден бек, многу брз, искусен, знае пас да даде све тоа, и уште тројца високи. И затоа ние малце бевме скоковите ни беа намалени, не можеме. Оди видео, еве, може да кажеме сега. Финалето, да. Да, ова е од финале. Вие сте Така кој тим? Ние сме тима во бели дресови. Во белите, добро. И ова е тоа 3 на 3, така? Да. Изгледа значи на пола терене, така? Така е. За разлика од онаа клубска кошарка. Првата година имавме можност на Red Bull Half Court во финалето да играме на специализиран терен што е лед терен, буквално еден во светот е. Лед, што значи лед тоа? екрани се, буквално играме на лед подлога, подлогата цело време се менја и чувството е неописливо. Елвис, каков е интересот? Еве, ова е изјава? Ова е интервјуто, да, после финалето. Ми кажуваше дека толку спонтано беше, дека толку со преполно со емоции. Какво е чувството кога се излегува на терен во Дубај? Вие претпоставувам немавте македонска екипа, некоја која што ќе ве бодри многу бројна, Не. така? Спротивно на тоа имавме 30 гледачи, наши фамилии, другари, Добро. што тргнаа од тука со нас со цел да не бодрат. Добро, ама тоа не е многу за разлика од претпоставувам колку што е голема салата, така? Па, со солидна бројка за нас е солидна бројка и поеќе пошто ни беа ветер у грб. Поздрав до сите, благодарни сме многу на тоа. Така. Какви ви се емоциите кога ги прочита вашите имиња, кога името на вашиот тим на државата Македонија, кога застанавте тамо да ги примите наградите, еве второ место, сребро? Пресрекни беа луѓето. Никој не очекуваше дека ние можеме да стигнеме до тука. Кога видоа прво четвртфиналето го поминавме, потоа и полуфиналето, никој не му се веруваше во Македонија дека ние може да стигнеме до тука. Колку пати игравте во денот, бидејќи беше еден викенд, така? 2 дена се играше. 2 дена, така? Првиот ден се игра групната фаза, доколку ја помина следниот ден се квалификациите, нокаут фазата. Се играше 3 утакмици во групната фаза и ако ја поминеш идеш во нокаут фазата, кој може да имаш една утакмица, да испаднеш во четвртфиналето или може да имаш 2 или 3. Сега да позборуваме малку за вас како кошаркари. Значи, ова е навистина огромен успех. Еве, си оди видеото. Ова е тоа како изгледаше во Дубај викендов, 28-29 ноември. И Елвис и Пауло, вие сте кошаркари, така? Така е. Претпоставувам дека има посебен режим
посебен лајфстайл, што би се рекло, на еден кошаркар. Како изгледа еден ваш ден? Имате, предпоставувам, подготовки, посебен режим на исхрана, многу тренинзи. Кој ќе нека? Еве и двајцата кажете ни, бидејќи сте и двајца. Почне Павло. Ајде, Павло. Денот започна со доручек како екипа, потоа одиме на теретана, се загрееме, да се стегнеме пред утринскиот тренинг. Заедно потоа тренираме, дали шут или нешто како акции. Потоа одиме, одмараме, се спремаме, се регенерираме за вечерашниот тренинг како екипа. Играш клубска кошарка исто така, може да Да, кажеш? во Каковче поле, во Свети Николе. Он игра во КК Бутел. Јас играм во КК Бутел. Брат му на Павло игра. Карл игра во КК Тиквеж во Кавадарци и Амар игра во КК Маđари. Да, значи сите сте професионални кошаркари. Сега интересот постои за овој тип на 3-на-3, нели? Така. Ке има повторно по четврти пат до година ке се случува 26-та година. Ајде малку информации за оние кои што би сакале да се пријават. Мора ли да се професионални играчи на кошарка или едноставно да си се кликнат, како што викате вие младите, да се направи тим од четворица и може да се пријават, ама тоа ке има подоцна веќе информации. Пријавите за националното првенство Red Bull Half Court. Мислам дека се отвараат месец-два пред да почне самото првенство. Пријавата е за као отворена за секого што мисли дека би можел да се надпреварува, така да никаков проблем би немало и спортисти што имале што играле некад некоја школска кошарка или би можеле да се пријават. Значи не мора да се професионални кошаркари. Старосна граница има? Нема. Нема од на пример од 18 или така? Значи од 16 би требало па нагоре. Важно е да се четворица, така да се уигран тим и да ги имаат знаат. позитивна енергија. Има ли некои, да кажам, специфични правила во овој тип 3-на-3? Па има, Што сте различни од клубската кошарка? Да, тројката се важи 2, еден се важи 1. Значи повеќе се дава. Да. Повеќе кошови се дава. На Red Bull Half Court имаш и позиција кај што имаш можност за 3 поени, таа е малце подалеку од тројката, што дава многу на значај. Ова е брза игра, нели, бидејќи трае 10 минути, динамична, без тайм-аут, од колку трае? 30 секунди. 30 секунди. Тренер имате? Не. Самите сме си тренер, да. Самите сте. Ова е навистина фасцинантно, се сами, толкав мотив и да освоите второ место навистина. Јас навистина не знам како да ве опишам, бидејќи сум навистина и очите ми се насолзени од навистина од позитивно, од радост, бидејќи навистина сте деца, па за мене генијалци во овој спорт. Сакам да ве прашам приватно сега. Претпоставам дека гледате кошарка, си гледате по дома и Евролига и NBA лига. Имате некои фаворити вака од европската кошарка, клубска? Па за мене у Евролигата се Жалгирис, зашто има таква брза игра, добро одбрана, играат повеќето со домашни играчи, таа кошарка ми е многу ми свија. Европската? Да, европска. А од NBA лигата? Па NBA не гледам многу. Не? Немаш некој фаворит тамо, некој тим, некој... Не. Да. За европската кошарка. Како? Во европската кошарка мислам дека за мене Партизан е број 1. Да, има сега некои случувања тамо, нели, околу тренерот, мислам дека нешто... Да, не, се тоа ќе помини еден ден, пак ќе се воздигне. Значи, сепак, меѓу Звезда и Партизан, партизановец, така? Дефинитивно. А некој идол? Односно, некој што ти е како пример, кој што, некој кошаркар? Сега, Јокич ќе го спомена како еден најдобрите на Значи, свој сепак време. следиш малку и NBA, така? Да, нормално е тоа. Да. Некој тимо тамо... Денвер Нагетс. Добро. Сега сакам да ја прашам кои ви се идните планови. Си продолжувате понатаму, секој си тренира во својата клубска кошарка, од ова Red Bull Half Court не се откажувате. Претпоставам дека и до година ќе... Сакам да ја прашам дали, бидејќи освоивте веќе сребро, дали веќе автоматски до година сте пласирани или повторно мора сите квалификации да ги преминувате? Се почнува као од почеток. Мора да ги поминеш сите квалификации, да го освоиш, за до година на
големото финале што ќе се одржи во Филипини, во Манила, да видиш присто мора да го освоиш националното првенство. Дали е тешко да се биде кошаркар во Македонија? Имате ли услови за тренирање? Па, задно време идеме во некоја позитива. Позитивна? Дефинитивно. Се менуваат, работите на на подобро. така. Така е. Меѓутоа, сепак кошарката и секој спорт си бара откажување, бара многу посветеност, многу тренирање. Имате ли време за приватен живот, за социјален живот? Не е, претпоставувам, се во тренирањето. Па имаме време за приватен живот. Има простор за приватен живот, има тренинзи, но има и кога треба да се одмори, нема цело време да биде само тренинзи, има простор кога треба да се одмори за телото. Не може да го издржи тоа. Правилниот распоред, со правилен распоред може буквално се да се постигне. Така е. Не знам како стоиме со времето, имаме ли уште минутка? Ете, тука сме при крајот. Има уште многу што да се зборува. Ви благодарам уште еднаш од срце што направивте по кој знае кој пат горди. Ке ви посакам многу успех на приватен план, многу успех во клупската кошарка која што си играте сите. Ќе ги поздравиме и вашите браќа Амар и Карло, кои што не се денес со нас, меѓутоа и тие се сепак дел од вашиот тим. Ви посакувам до година злато, зошто да не? Да, благодарам уште еднаш и здравје Боже, се гледаме здравје до година со злато. Не до година, ќе се видиме повторно. Мислам дека се договоривме и со нашиот снимател надвор да ви дојдеме на лице место, да видиме како изгледа еден тренинг во живо, да видиме како ова златна сребрена четврка, ама нека биде златна четврка, како функционира и на терен. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех во секоја поле. Се гледаме повторно. Благодарам. Јас ви благодарам и ви честитам на сите успеси.